имено во сите места има што да се види, што Томе со својата посветена, искрена, честна работа и со својата визија за развој на регионот има направено асфалтирани улици, реновирани институции, училишта, здравствени станици, се што направи за Крушево за да го постави на мапата на туризмот, не само во Европа, во светот, посебно во еден спорт, тоа е параглайдерството, со инвестицијата која што се направи изминатите години за од едно практично запуштено место стане место во кое што се одвиваат европски и светски првенства по параглайдерство. И тоа е Томе со неговиот тим, повеќе од 70-80 капитални објекти, заслужено водство во првиот круг, за жал за само 80 гласови, не освои мандат уште еден, меѓутоа тоа е јасната волја на граѓаните. И за жал нашиот политички противник со своето однесување во изминатиот период ВМРО-ДПМН со закани, со уцени, со подкуп, сметам дека нема да може што и да направат да ја поништат очигледната волја на граѓаните, кои што сакаат да видат уште еден мандат на Томе и неговиот тим кој што не прави никаква поделба, ниту по политичка, ниту пак по етничка припадност. Овој регион, ова општина, овие места, Крушево, заслужуваат само ваков градоначалник и вакви советници за да овој регион продолжи да се развива така како што тоа беше во изминатите години. Имавме честна искрена кампања. Имаме добри кандидати за градоначалници, за советници, исто така имавме многу позитивна кампања. Ги промовиравме и кандидатите кои што се секако добро познати во своите средини каде што живеат и работат. Имаме добри програми. Нашите градоначалници практично имаат помеѓу 90 и 100% реализација на своите програми, за разлика од градоначалниците на ВМРО-ДПМН, кои што немаат реализирано ниту 20%. И тоа е така насекаде низ државата. За жал, се соочуваме од страна на ВМРО-ДПМН со силни притисоци, закани по работните места на гласачите, посебно членовите, симпатизерите на СДСМ, понатаму подкуп, обиди за подкуп, дури на самите гласачки места, понатаму закани на фирмите да се појават на одредени настани и сметам дека тоа не е во духот на демократијата. Сите овие забелешки ги доставивме и до Државната изборна комисија и до набљудувачката мисија на ОПСЕ.